Во овие моменти во студиото на телевизија Нова влегува и колегата Александар Видиновски директно од терен во студиото на телевизија Нова. Тој беше првиот од новинарите кои што од местото на авионската несреќа имавме вклучување во живо и ги видовме оние први експлозивни снимки од трупот на самиот авион. Александар, добре дојде. Дали сте добри? Прво пешачите повеќе од сати 40 минути на оној дожд, дали е се во ред? Се во ред. Апликацијата на мобилниот телефон кажува дека 8 километри сме пешачеле. За да снимите, да ги донесете оние инсерти кои што ги донесовте. Ајде да почнеме од почеток. Телевизија Нова доби дојава по веста за исчезнатиот авион од мештани од селото Козле, кои што се јавија во телевизијата и кажаа дека слушнале удар и експлозија во планините. Вие тргнавте веднаш натака. Ајде да почнеме од почеток. Како се одвиваше целото ова патешествие до местото на несреќата? Така, ќе се надоврзам. Стигнавме до Катланово, нели по дојавата од локалните жители кои што се јавија кај нас во телевизија и кажаа дека слушнале силна експлозија, пред експлозијата слушнале и звук на авион како се движи. Знаеме дека тоа село е лоцирано на онаа траса на авионите што често слетуваат на аеродромот Александар Велики, меѓутоа ова било нешто невообичаено. Кажуваат дека времето било многу лошо. Ние веднаш, уште околу 6 часот и 15 минути чинам, се упативме, значи екипата на телевизија Нова на местото на настанот. Не знаевме кај, мислам, тој е брдовит предел, села, темно е, не знаевме точно кај да идеме, меѓутоа во еден момент забележавме полициска патрола која што се движеше практично низ селото Катланово и ние едноставно со нашето возило продолживме по нив. Да. Неколку километри возевме, се качевме на најблиската планина, меѓутоа не е тоа асфалтен пат, тоа се огромни бразди полни со калди со вода. Теренските возила на МВР кои беа практично пред нас уште ги правеа тие бразди подлабоки и ние едно време ни пукна и гума и останавме заглавени. Полициската патрола си продолжи нагоре, околу половина час седевме тука во место заглавени, меѓутоа надојде друга полициска патрола. Ние бевме на една кривинка пред Угорница и практично бидејќи нашето возило беше во дефект, ние им го блокиравме патот. Полицајците изгубија 20 минути со нас првен да го излечат нашето... За да може да продолжат. За да можат они да продолжат. Од тој момент, пошто ние бевме сами на планина, ние влеговме во нивните возила, меѓутоа не однесоа на десетина метри и они застана бидејќи они не можеа да продолжат понатаму. Они си излегоа, се започна со нивната работа, си има полициски процедури. Ние бевме веќе во близина на местото каде што се случи експлозијата. Еден момент забележавме во правец на кај што се движеа полицајците дека има ламби со светло во наредната планинче или брдо што светат и ние решивме дека сега моментот ние да тргнеме на своја рака пешки. Како што кажав, околу 4 километри по тотално непристапен терен успеавме да стигнеме на местото и со помош на мештаните кои исто така не наведуваа само нас како прва телевизиска екипа што успеа да стигне до местото на настанот, меѓутоа и сите тие полициски сили беа од нивна помош. Да, ние искористивме таа ситуација да добиеме некакви насоки каде може да биде паднат авионот. Имавме и малце среќа и после 4 километри пешачење успеавме да стигнеме на местото. Ги видовте инсертите што ги направивме. Нормално кога не забележаа полицајците дека ние сме тамо, не ни беше дозволено снимање, меѓутоа едно 10 минути пред да стигнеме на местото веќе се чувствуваше таа голема миризма на керозин, бидејќи авионот експлодирал, меѓутоа немало голем пожар, немало голем оган, бидејќи околните грмушки не беа изгорени. Беа малце, меѓутоа не знаеме дека авион кога ќе падне и кога ќе му се запали горивото што му останато, станува голем пожар. Можеби за тоа придонели тоа што беше многу врнежно, условите беа лоши, врнеше дожд. Меѓутоа успеав да видам парчиниот авион вака на радиус на околу 50 на метри. Успеавме ние да снимиме едно од крилата на авион, пропелер, меѓутоа и моторот. Телата не ги видовме, мештаните кои што први практично пристигна на теренот кажа дека виделе неколку тела, виделе слушалки пилотски, виделе човек што не бил во добра состојба, се работело за некој пополничок човек, меѓутоа ние не го видовме тој призор, туку ги видовме само деловите и како што кажав набрзо бевме буквално одстранети од местото што е разбирливо. Се враќавте назад повторно пешки?
Да, се враќавме пешки 104 километри назад. Овој пат немаше ни мештани со нас, не можевме да видиме каде полициската патрола се движи. Имавме инциденти со планински и селски кучиња, што на неколку наврати буквално не нападна. Среќа што најдовме еден човек, овчар, локален, кој што добро го познава теренот, што ги избрка кучињата, можевме да настрадаме, меѓутоа сега вест да не станува новинарската судбина, меѓутоа и тоа е дел од нашата работа, како и да успеавме и да ја пренесеме сликата колку што може поавтентично. Така, јас ќе ја замолам режијата доколку се подготвени инсертите кои што туку ги донесе Александар Видиновски подоцна да ги видиме, но прво Александар веќе имаме официјална потврда за неофицијално имињата на 6 жртви, официјална потврда дека се 6 жртви, 4 италијани, 2 косовски државјани. Косовските државјани се инвеститори, браќа по презиме Бегај. Доколку ја имаме фотографијата, дескот на телевизија Нова успеа преку косовските медиуми да пронајде и фотографија. Се работи за бизнисменот Висар Бегај, бизнисмен кој што има неколку регистрирани фирми и во Чекословачка, а според информациите патувал во Тревизо Италија во посета на аероклубот од Тревизо Италија токму поради идејата да соработува со нив, односно да инвестира во отварање на авиоклуб во местото Исток во Приштина. Токму бил заинтересиран за овие типови на авиони кои што ги има овој авиоклуб, авиони кои што се марка Пайпер и се многу популарни кај бизнисмените кои што ги изнајмуваат за оние покуси летови кои што им се потребни. Загинал, значи, Висар Бегај, заедно со неговиот брак, 20 браќа бизнисмени. Според приштинските медиуми, ова е токму фотографија од него. Ова што сега го гледаме е токму авионот Пайпер, кој што се урна во Катлановските брда. Во студиото е Александар Видиновски, новинарот кој што прв пристигна на местото на авионската несреќа. Тој со себе донесе и инсерти, освен она што го видовме во живо. Видно возбуден, ти успеа веднаш да се јавиш пред да ти избрка полицијата и во живо видовме зад тебе делови од мотор. Како новинар прв пат се соочуваш со ситуација да изнесуваш од авионска несреќа, односно буквално од самото место на несреќата. Што се имаш околу, што се можеше да видиш? Можевме да видиме, да почувствуваме првен, како што кажав, мирисот на керозин, неколку искршени дрва и инсертите кои што можевме да ги видиме. Имаше расфрлани некакви документи, меѓутоа не можевме да видиме точно што и како се. Времето беше многу кратко, како што кажавте, полицијата не избрка, меѓутоа во ред ме прашавте мене тоа како новинар, нормално е предизвик, дел од нашата работа да покриваме и вакви трагични настани. Меѓутоа она што точно се случило, предпоставам дека ќе го кажат и го кажа, имавме веќе изјава од мештани, бидејќи они стигнаа. Ние стигнавме практично 10 минути пред првата полициска патрола воопшто да стапне на местото на несреќата. Бевме сведоци дека полицајците направија навистина вон човечки напори, час поскоро да стигне до местото на настанот. Како што кажав, се работеше за исклучително непристапен терен, се правеа обиди да се донесат и медицински екипи кои предпоставам ќе треба да извршат идентификација на починатите. Тоа е стандардна процедура. Меѓутоа да, ова беше предизвик како нас со екипа и со малку среќа и со многу пешачење успеавме да стигнеме на место и да ги донесеме овие ексклузивни снимки. Така, она што можеме да го забележиме е дека навистина многу брзо се најде локацијата со оглед на тоа дека станува збор за брдовит планински предел, односно непристапен предел, многу брзо беше лоциран. Авионот ќе те задржам уште малку во студиото, но сега ќе го вклучиме во живо и колегата Михајло Видимлиски кој што се уште е на терен. Тој ги брка информациите што се однесуваат до јавното обвинителство, до судската медицина, разговараше и со воздухопловните експерти, со пензионираниот пилот господин Каевски, кој што даде многу интересни информации во врска со овој авион и во врска со истрагата, па да го вклучиме Михајло во живо доколку го имаме режија. Михајло, повели со информацијата. Така, иако имавме претходно некои неофицијални информации дека остатоците од телата кои што беа пронајдени по падот на авионот кај Велешко Кожле се дека ќе бидат донесени во текот на вечерта овде во Институтот за судска медицина за да се започне со нивна обдукција, ДНК анализа за да се утврди нивниот идентитет. Сепак она што пред малку го добив како информација од првиот човек на Институтот за судска медицина Алексеј Дума е дека тоа најверојатно ќе се случи утре, бидејќи ќе им биде
потребно во текот на денот, нели кога е повидливо да се направи првично увид од таму, па потоа телата да бидат пренесени овде во Институтот за судска медицина, да се направи ДНК анализа и да се утврди нивниот идентитет. Неофицијални информации уште остануваат и на оние и официјални што ги имавме од претходно од основното јавно обвинителство и Агенцијата за цивилно воздухопловство, дека инспектори и представници како и на Комитетот за истражување на авионски несреќи се на самото место, се истражува и се чека да се добијат официјалните информации за да се види и понатаму како ќе се постапува и од италијанската амбасада. Истото го имаме како информација, нели, откако беше и потврдено од страна на Митко Чавков дека се работи за 4 италијански државјани, 2 косовски државјани. Од италијанската амбасада рекоа дека очекуваат официјална потврда од македонските надлежни институции за да започне онаа, нели, стандардна процедура на утврдување на идентитетот, потоа препознавање и нивниот транспорт. Како што кажав, значи тоа беше последна информација јас што имам од Институтот за судска медицина. Дума потврди за телевизија Нова дека телата ќе бидат донесени во Институтот, остатоците од телата во Институтот ќе бидат донесени утре, бидејќи во текот на утрешниот ден во текот на денот за да се направи првично увидот таму. Споменајте, разговаравме ние веќе и со дел од експертите, Кирил Каевски, пензионираниот пилот, околу можните причини за ова авионска несреќа, нели? Каевски посочи дека се работи, значи, за во однос на она што го имаме како информација за самите специфики на авионот и дека овој тип на авион не поседува црни кутии, па затоа би било оттежната ова истрага за точно да се утврди која била причината за авионската несреќа, дали тоа се временските прилики кои што преовладува, нели, во текот на денот. Можеме, Анита, да слушнеме овде краток дел од разговорот со Кирил Каевски, значи пензионираниот пилот. Информациите кои што ги имаме се дека, значи, авионот веќе е пронајден во местото кај што е каде што е урнат 6 патници, Пайпер Сенека. Се работи за таков тип на авион, лесен авион со 2 мотори. Информациите кои што ги имаме и официјални се дека авионот тргнал од Тривизо, во Скопје требало на Скопскиот аеродром да дополни гориво, па да продолжи кон Приштина. За каков тип на авион се работи и првично што би можело да доведе до оваа несреќа? Да. Тоа се работи за лесен двомоторен авион кој претежно се користи во спортски цели и за обука, меѓутоа и за превоз на патници. Меѓутоа не во комерцијален и јавен авиосообраќај. Ќе позборуваме подоцна што значи тоа. Авионот полетел од Тревизо за Приштина, меѓутоа слетел во Скопје, затоа што претпоставувам најредовно во Приштина нема такво гориво како што го троши тој авион. Се работи за авион со клипни мотори. Значи не е млазен авион. На секој аеродром во Европа и во светот има гориво, млазно гориво, односно керозин, кој го користат авионите со млазни мотори. Ово е клипен авион кој троши високо октанско гориво. И најверојатно заради тоа слетувал во Скопје. Од оние првични информации што ги имаме од Управата за хидрометеоролошки работи е дека се работи за врнежливо време во тој период, меѓутоа без некои поголеми ветрови и грмежи. Колку може временските прилики во ваква ситуација, временските прилики кои што ги имавме денеска да бидат причина за една ваква несреќа? Да, согласно извештаите, временските прилики биле сложени за летање, меѓутоа и невозможни. И сега во овие временски прилики се случуваат многу феномени, турбуленции, јаки врнежи, меѓутоа и заледување на деловите на авионот. Овој авион е опремен со систем за разледување, меѓутоа прашање тој систем колку бил ефикасен. Значи, сега шпекулираме, може да било и заледување во прашање. Меѓутоа, се плашам дека конечната причина за несреќата нема да се утврди со сигурност. Зошто? Затоа што овој авион не располага со уреди за снимање на гласовите во кабината и за елементите на летот, така наречени црни кутии. Сега стручњаците ќе претпоставуваат дали било од време, дали било од обученост на пилотот, дали било од некои други причини, меѓутоа се плашам. Јас имам учествувано во неколку комисии за истрага на летови, тогаш ни беше полесно кога имавме податоци од кокпитот,
разговорите меѓу пилотите и од снимачот на летот. Меѓутоа, овој авион нема такви уреди. Така да тоа многу ќе отежни истрагата за причините за несреќата. А ние сега можеме да шпекулираме, да, времето не било погодно за летање, меѓутоа не било невозможно кога тие се одлучиле да летат на тоа време и да слетат на Скопскиот аеродром. Така, со оглед на тоа што, како што споменавте, овој авион нема црни кутии, нели, за снимање на гласовите, претпоставката е дека истрагата ќе оди тешко и би резултирала без некои конкретни заклучоци базирана на претпоставки. Да, сега ќе се обрне внимание на обученоста на пилотот за летење под овие услови и на исправноста на авионот за летење по овие метеоролошки услови. Ја мислам дека тука ќе треба да се бара причината за несреќата. Така, Анита, значи ова беше дел од разговорот со пензионираниот пилот Кирил Каевски, значи она што неофицијално го имаме како информација, само да повтораме дека истражителите ги пронашле остатоците од телата на загинатите патници во авионот, меѓутоа Институтот за судска медицина, значи утре откако ќе направи увид, ќе ги транспортира овде во институтот, каде што ќе се започне со постапката за ДНК анализа и утврдување на идентитетот. Благодарам, Михајло, и за ова вклучување и за комплетните информации. Еве, речиси половина час после понок во студиото со нас во овие доци часови Александар Видиновски, новинарот кој што прв пристигна. Александар, од режија ми увоа дека ги имаме инсертите, дали ќе може да ги пуштиме па да ги прокоментираме попат што гледаме? Тоа е практично кога ја начекавме полициската патрола, возиме еве позади нив. Практично нивното движење ни ја даде насоката каде би можело да биде авионот паднат. Ова се уште се движиме по делот од патот кој е асфалтиран. Не знам дали имаме серети мада имавме линковско јавување од делот кој што Моментите кога заглавивте, ти токму тогаш се да, јави, моментите кога заглавивме. Оттаму понатаму имавме тоа 4 километарско пешачење низ брдо. Ова се моментите кога полицајците ни помогнаа да си одглавиме да го одглавиме возилото и они тргнаа пешки и ние позади нив одевме набрзо, ги изгубивме, меѓутоа како што кажав со помошта на локалните жители кои беа излезени сите, пошто ова е нормално и за нив во реден настан, сите сакаат да видат што се случува доколку можат да помогнат, ни помогна да го најдеме местото и да стигнеме на местото на падот. Така. Веднаш по ова пристигнавте на местото каде што видовме и остатоци од авионот. Телевизија Нова ќе ги обработи сите овие инсерти, многу повеќе ќе имаме во текот на утрешниот ден. Александар, да не те држам повеќе, сепак си цел ден на пат, како што кажа, пропешат си повеќе од колку, значи 8 километри, 4 навака, 4 натака. Ќе те ослободам сега од студиото. Многу ти благодарам за овие информации што на гледачите им пренесовме во живо и со слика првиот местото на настанот што се случуваше со авионската несреќа. Ти благодарам многу. Имаме информација во врска